Почитувани гевгеличани, драги сограѓани, Съдъсна Гевгелија веќе 22 години поред во предвечерието на Христовото раѓање го организира големиот коридарски хепенинг. Ваквиот чин изминатите години беше проследен и со пригодна црковна литургија, што ја извршуваа свештениците од Гевгелиската црковна епархија. Годинава, за жал на многумни теми на граѓани кои ја посетија оваа традиционална манифестација, гевгелиските свештеници одлучија да не се појават на палењето на Бадникавиот оган на ракометното играиште во Гевгелија со изговор дека е тоа пагански чин. Ваквото толкување, после 21 година учество и црковно осветување на коледарскиот оган на традиционалниот коледарски хепенинг, што се организира повеќе од 2 децени во Гевгелија, би било добро да го објасни црквата. Ако е тоа нов став на Гевгелиската епархија, зошто тогаш свештеникот од Негорци, кој припаѓа од родот на Гевгелиската епархија, учествуваше на палењето на коледарскиот оган во Сарец Мало? Дали тоа значи дека црквата, која што треба да обединува, прави поделби, потикнати од политички побуди? Следејќи ги извештаите на медиумите за обележувањето на бадникарските традиции во другите градови од државата, забележавме присуство на свештени лица во повеќе градови, како во Охрид, Тето, Прилеп и во повеќе скопски општини и населби. Присуство на свештени лица имаше, например, во Маџар Мало, каде што кум на манифестацијата беше председател Ѓорги Иванов. Во име на традицијата на свештениците им порачуваме: не делете го народот. Христос се роди, да не е за многу години празникот. Ви посакувам среќа, мир и благосостојба во вашите домови.